Да, зборувавме за сообраќајниот колапс во главниот град. Од таа причина нашиот колега Димитар Бабалков му треба добри 60 минути од една страна на градот до другата страна на градот да дојде да ни ја донесе оваа приказна околу новиот закон за пушење. Он конкретно се наоѓа на клиниката во Скопје за да зборуваме на темата како и покрај толку строги закони и покрај толку ограничувања и поскапување на цигарите луѓето навистина се натераат да престанат со пушење, но пред тоа Димитар, морам да го искористам твоето јавување во живо, да те прашам колку време ви требаше од точка А до точка Б и каде е најкритично за возење во главниот град? Александар, буквално можам да си дадам за право да речам дека скоро целиот град е во колапс, особено ако се движите со автомобил. Со снимателот прокоментиравме дека од Александар Палас до Универзитетската клиника во Скопје, додека стигнеме, ни требаше ајде ке речам скоро 1 час пешки, сигурно ке беше поспоро времето, буквално возилата се движат со 10 до 15 км на час, илинденска проодна, но некако вообичаено, што значи е проодно движењето, баш се одвива онам споро темпо, луѓето се нервозни, свират. Морам да кажам дека и на првиот соговорник кој ни беше во првото вклучување му се случи мала сообраќајна на незгода, односно неговиот автомобил беше чукнат од другиот, така што сообраќајот е навистина многу закочен низ главниот град ова утро поради снежните врнежи, така што скоро 1 час е потребно порано да се излегне од дома за да се стигне таму на таа локација која што е потребна. И покрај овие информации ќе се надобразам и на оваа тема следна која ќе анализираме во наредните минути, а тоа е дека скоро да немаше автомобил чиј прозор не беше подотворен и возачите не пушеа цигари. Со тоа се потврдува информацијата дека во стресни нервозни ситуации пушачите утеха наоѓаат во цигарата. Дали навистина цигарата смирува, помага, колкото е вистина или мит, зошто и покрај високите казни кои ги се најавува дека ќе ги носи новиот закон, скоро никој во општеството не зборува дека ќе ги остави цигарите. Оние кои пробале низ текот на годините велат ден-два некако издржав, но повторно се враќаме на тоа. Што се случува во човековата психа е тема на разговор, а ни сето тоа ќе ни помогне мојата соговорничка доктор Митова од Универзитетската клиника за психијатрија. Добро утро, доктор Вас. Добре дојдовте и покрај нели лошото време, убавото бело време, сепак стигнавме. Добре дојдовте. Скоро голем е бројот на пушачи низ државата, скоро и да нема човек кој не пуши во денешно време, бидејќи нели различни варијанти на цигари, некогаш беа оние класичните што требаше да се запали, да си гори тутунот да чади, сега со различни ароми, различни брендови, марки, наместо да се намалува популацијата на пушачи, се чини дека расте во Македонија. Од 1 март се најавува и нов сериозен закон, иако и сега имаме закон кој скоро никој не го почитува. Што е тоа толку силно што го тера еден пушач одново и одново да запали цигара, иако е, ајде ке речеме, свесен колку се опасни цигарите? Не знам колку сме свесни, да речеме сите, но факт е дека нели никотин содржат и оние заменски нели цигари или како да ги кажеме електронски уреди. Никотинот е таа супстанца која што прави зависност. Значи не станува збор само за психолошка зависност, односно не е само психички, нели тој механизам на стварање на навика, туку со се нели почесто, односно поголема конзумација, да речеме, на никотин, мозокот се адаптира, односно прави малку повеќе тие никотински ацетилхолински рецептори и практично го навикнува личноста на таа зголемена употреба на никотин и во таа ситуација нели веќе имаме не само психолошка, туку и биолошка, невробиолошка зависност, која што после нели прекин, со самиот прекин или на кога имате волја, нели сите што се пушачи сакаат да се откажат. И тоа е интересно бидејќи зависноста никогаш не доаѓа од еднаш. Значи не е како генерално за сите зависности, бидејќи имаме нели зависности од супстанции каде што спаѓаат и цигарите и никотинот како главната молекула која што ствара зависност, покрај тоа што нели не е најлошата веројатно молекула, бидејќи има во цигарите содржат многу нели канцерогени, катрани, така натака, канцерогени материи кои што прават вистинската белја, да кажеме, нели, која што е токсичноста по телото и по бројни органи.
Значи, самата употреба на овие препарати со тек на време ствара одредена биолошка и психолошка зависност, но и биолошка, невробиолошка. И со самото прекинување се стварат сериозни абстиненцијални симптоми, односно некаде после од 2 часа до натака првите денови, да кажеме, кои што се најинтензивни, тоа е тој порив на кревинг, на желба за повторно или доживување на тоа задоволство, за раздразливост, вознемиреност, анксиозност, пад на расположение, но и на некој начин телесно страдање во првите денови после обидот за прекин. И најчесто личноста не издржува, затоа што тоа не е само психолошка, ќе кажам, пак не се ствара, не е тоа само прашање на волја, туку е прашање на како се доживува целата таа абстиненцијална симптоматологија и како ќе се даде простор и време правилно да се надмине. Така, и тука некој што е непушач никогаш нема да ги разбере пушачите, па и обратно некако, барем такво е јавното мислење, и се поставува прашањето зошто во просторија, каде што е строго забрането, еве да речеме трае авионскиот лет неколку часа, се возиме во автобус 3-4 часа, нема пауза, како тогаш можеме да го контролираме моментот да не запалиме цигара, а кога сме во друштво, па да не претерам, за половина час со кафе, со пијачка може 4-5 цигари. Како не го контролираме тоа време како во автобус, кога имаме можност? Сега, нели има биолошки, има и психолошки, односно бихевиорален ефект на самото пушење на цигари. Самото пушење на цигари, кај оние што се пушачи, се асоцира со одредени социјални релации, односно кога ќе излезам, па да се напијам кафе, па со на некаква пауза за пушење со колегите. И сето тоа е асоцирано со убаво доживување во одредени социјални релации. Од друга страна се користи како механизам на некаква саморегулација, маладаптивен механизам, односно не баш добар механизам на справување со одредена анксиозност, со одреден стресен период, бидејќи самиот никотин, кога ќе се врзе за тие никотински рецептори, а тоа е многу брзо, за 7 до 10 секунди од кога ќе се да речеме запали цигарата, се врзува за тие никотински рецептори и дава едно чувство на смирување, но и на подобрена концентрација, будност, бидејќи делува на тие патишта, неврални патишта, да речеме, во мозокот, и чувство на задоволство, на гратификација. Го активира тој допамински систем. Значи, има некакво, да речеме, за личноста, која што е на некој начин зависна, некакво убаво дејство, доживување на некакво убаво дејство. И тоа кога ќе се асоцира со одредени социјални димензии, например, ќе излезам, па ќе си поминам убаво, и веќе се ствара во мозокот како психички начин на поминување. Истото тоа не е асоцирано со местата каде што е забрането, нели, во авион издржуваат сите и на подолги летови. Пушачи, како што сум гледала, нели, по авиони, една цигара во тој дел кај што, нели, смее да се пуши, и потоа имаш чекање, па, нели, самиот лет, и не е доживување на некакво страдање. Сигурно дека многумина од патниците кои што се пушачи, веројатно им текнува, но може да го одложат запалувањето на цигара, бидејќи едноставно нема таква толку навика. Биолошкиот момент може да се супримира, психолошкиот момент и оној бихевиорален е исто така силен. И тука морам да го поставам и прашањето, има два вида на откажувачи од цигари. Едните велат ја гаснам цигарата и наредните 5, 10 години, 15 или до крајот на животот никогаш повеќе не палат цигара, додека постојат луѓе кои ги откажуваат од нова година, од понеделник 3 дена не пушам, па 5 дена, па само кога ќе излезам, па само со кафе една. Што е разликата, еве, грубо ако ги земеме двете групи на луѓе, двете групи на пушачи? Битна е исто и мотивацијата. Значи, зошто сакате да се откажете? Не дај Боже да има некоја лоша причина, тогаш, значи, посилна ќе биде волјата и мотивацијата за да се откаже некој. Она што го велат наеднаш, нели, прекин, или cold turkey, како го викаат, буквално пресек од денес или од утре, односно од сега веќе не палам цигара, тоа може да биде пратено и веројатно дека ќе биде пратено со поизразени абстиненцијални симптоми, оние што ги кажав, најинтензивни можеби во првата недела, но може да траат дури со месеци. И она кревинг или барање, желбата за запалување на цигари, потоа може да се јави во
оние социјално прифатливи претходно нели користени ситуации каде што се пушало на пауза со колеги, со пријатели, на излегување. И тогаш може да потпадне нели личноста со волјата, односно со одлуката да издржи нели да го прекина тој циклус нели на пушење. Од друга страна има луѓе кои што намалуваат постепено. Значи, ако пушеле 20 цигари, тоа може да се препорача, да речеме, за некој, да се намалува постепено бројката, затоа што има на мозокот му се потребни околу 2 недели да ги даун регулација да направи, односно да ги повлече прекумерните, прекубројните никотински рецептори, кои што ги создал заради тоа што имало зголемено ниво нели на никотин претходно. Значи си има цела една наука, бидејќи не е само навика пушењето, тоа е една невроадаптација. Наеднаш многу никотин се дава на одреден орган и органот, за да се мозокот конкретно, за да се справи со тоа, умножува одредени рецептори. Ги намножува и сега треба време за да се повлечат, за да не се доживува тоа страдање, тоа е психичко субјективно страдање, тоа не е може би секој кој се нашол во таква ситуација сигурно знае како и што темата е многу широка, така да ќе зборуваме и во наредниот период. На некој начин разбирање и сочувство во тој процес на одвикнување, бидејќи не е навистина лесно. Многу ми е мене лесно да зборувам, зашто никогаш не сум била нели пушач, но не е навистина лесно. Треба да се има поддршка, многу е битна поддршката од луѓето, како ќе биде социјалната нели средина, така да се нели и одлуката е пред се битна. Доктор Васка Митова, благодарам. Благодарам. Почитувани, верувам дека споделивме корисни совети во која категорија на граѓани ќе бидете пушачи или не пушачи. На крајот од денот одлучувате лично вие. Што би рекле старите, диме се е во главата и како ќе прифатите информацијата дека новиот закон за пушење е многу построг од претходниот, оние кои сакаат да уживаат, претпоставам дека нема да ги спречи ништо. Му благодарам на Димитар Бабалков за ова јавување во живо.